Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Елена Сталеска, хипнотерапевт, Славчо Десподов, историчар, писател, истражувач и публицист, и музичарот Игор Бежановски. Останете со нас до 11 часот. Ова се гостите со кои што ќе се дружиме во продолжение, почитувани гледачи, некако како и во секоја емисија, така и оваа гледаме да бидат разновидни од најразлични професии, со најразлични позадини, затоа што секогаш така е многу поинтересен разговорот, па така направивме и денеска. Имаме пејач кој што можеби го гледавте кај Дракче, како готви, меѓутоа сега ќе го запознаеме малку повеќе од една поинаква перспектива. Тоа е Игор Бежановски, без В, охриѓенец со струшки корени. Игор, добре дојде во Здраво Македонија. Добро ве најдов, здрави живи сите, ви благодарам на поканата. Од Охрид доаѓаш или во Скопје беше? Во Скопје сум, моментално сум во Скопје. Како се разбуди утрово, кажете? Да, морам да кажам дека од возбуда дури 3 часа порано се разбудив, и сега вратете се некои 3 часа назад од сега да видите колку е часот тогаш. Не ми кажуваме мене, ти си можел порано да дојдеш заедно да водиме, јас сум од тука од 5:30. Па може ви да ви помогнам нешто, нема што да видите. Да, нареден пат да се знаеш. Супер. Ете така. Ми одговара. Добро, драго ми е што ќе се дружиме денеска во Здраво Македонија. Инаку интересен факт е сите гости кои што ни се тука се по прв пат во Здраво Македонија. Ја имаме и Елена Сталеска која што представивме како хипнотерапевт, една од моите омилени теми за тоа како функционира нашиот ум, која е магијата, ако можеме така да кажеме, на нашиот ум, односно моќта, што се ние можеме да правиме со умот и дали тој не контролира нас или ние го контролираме, него ќе зборуваме за тоа во продолжение. Елена, добре дојде во Здраво Македонија. Добре најдов, Елена. Благодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство што сум тука денеска да споделам некои интересни искуства. Така е, да. Ќе биде доста интересен разговорот и со вас. И имаме уште еден човек кој што е од Делчево, така, од нашиот крај, од источниот крај. Да. Тоа е Славчо Десподов, историчар, писател, истражувач, новинар, публицист. Значи, многу титули, господине Славчо. Добре дојдовте во Здраво Македонија. И фолк композитор. И фолк композитор, па ева можете со Игор да се најдете. Да, има хитови народни, односно фолк хитови, не се да... Па таман, еве, може нешто да се случи. Може да правиме. Која случајност? Ете. Патриотски така да нема проблем. Да, добре дојдовте. Благодарам за можноста што ми ја дадовте да се представам пред пошироката јавност во Македонија, во вашата ценета телевизија, така да мислам дека ќе биде добра емисија и ќе има што да слушнат гледачите. Сигурно. Така е, баш ми е драго што сте тука. Со мене е колешката Бисера Ловачева. Бисера, добро утро. Добро утро, Елена, официјално до тебе, вака пред камерите на Канал 5. Добро утро и до сите вас, драги гледачи, кои што не следите од 6:40 пат. Го направивте првото утринско кафе, го испивте заедно со Елена, сега можете и второто да го подготвите и да уживате во разговорот, како што кажа Елена, различни професии. Да. Гости ќе имаме сигурно интересна емисија. Да, јас ако ми дозволиш би сакала да започнам прва и би сакала да започнам со Елена вака како дама. Тука затоа што не знам, Бисера, мислам ти знаеш, можеби од гледачите и знаат и не знаат. Мене ми е фасцинантно тоа како функционира умот и многу често јас барем во околината тука слушам дека тој не контролира нас наместо ние него. И ние многу ретко, Елена, зборуваме пример за хипнотерапија, па јас не се сеќавам дали сме зборувале за хипноза, ама нели она позитивна психологија, така како да го користиме нашиот полн капацитет, сме збореле за овие работи. Меѓутоа ум како ум никогаш го немаме онака опфатено како тема. Сега фасцинантно е тоа што ние можеме да го користиме рационално доколку знаеме како, а не да му дозволиме на умот нас да не контролира и несвесно да живееме. Не знам, не се ни сеќам дали сме зборувале за свест и подсвест. Луѓето кои што се едуцирани на оваа тема, нели, кои што се запознаени подолго, знаат дека нели свеста нас ни го контролира само 5% од животот, останатите 95%, што е фасцинантна бројка, е од подсвеста. Ајде да зборуваме малку повеќе за тоа што вас ве представивме како хипнотерапевт, вие работите со подсвесниот ум, што всушност тие несвесни процеси кои што ги правиме, кои што ни го контролираат животот 95%, вие тука работите на тоа за како ние подсвеста
да ја искористиме за наше добро, и така можам така да кажам. Ајде зборуваме малку повеќе за тоа и сакам да ми кажете и што е хипноза еве за луѓето кои што не знаат. Да. Па вака, значи хипнозата е моќна техника, природна техника. Зошто е природна? Затоа што во хипноза влегуваме најмалку 120 пати во текот на денот. Тоа ми беше многу чудно. Како се тие 120? Јас не знаев дека влегуваме 120 пати. Да, меѓутоа не ги препознаваме тие моменти како хипноза. Например, кога читаме некоја книга, кога сме занесени во читање на некоја книга, тогаш ние сме на некој начин хипнотизирани, ние навлегуваме во содржината, влегуваме во ликовите, ние знаеме каде сме, знаеме кој е околу нас, меѓутоа толку сме занесени во книгата што може, например, и да ја видиме сцената која што е опишана, можеме дури да ги помирисаме мирисите кои што би биле соодветни за таа сцена, да ги видиме боите, да ги слушнеме звуците и така натаму. Исто така се хипнотизираме кога и возиме од дестинација А до дестинација Б, кога возиме секој ден по иста рута, например, се исклучуваме и наеднаш стигнуваме на локација Б и се прашуваме како ја стигнав тука, дали поминав на семафорите, актуелна тема, на црвено или на зелено. Тоа значи дека нашиот свесен ум во тој момент се релаксирал и нашиот подсвесен ум ја презема одговорноста, контролата, да, и ние возиме или стигнуваме до локација Б на автопилот. Значи, нашите навики, уверувања, акции, интуиција, сето тоа е сместено во нашата подсвест. Тогаш тука се поставува прашањето сега која е разликата што прави хипнотерапевтот кога настава под хипноза, ако ние секојдневно влагаме по најмалку 120 пати? Да. Па еве, например, јас тоа би го поврзала со јадењето. Хипнозата може да се користи и за слабење без диета, и меѓу другото исто така се користи за ослободување од емоционално јадење, од зависност од шеќер, може да се работи на намалување на апетит и на порции. Значи, ние имаме два ума, свесен ум и подсвесен ум. Сега, процентот на свесен и несвесен ум не може точно да се определи. Некој вела дека е 5 со 95, 10 со 90, 20 со 80. Значи, во секој случај преовладува подсвесниот ум. И сега, например, кога некој сака да јаде благо, тогаш и не може да се контролира да јаде благо, што се случува? Се случува борба меѓу двата ума. И во таа борба подсвеста секогаш победува. Ние, например, може да тргнеме да си речеме од понеделник веќе не јадам благо или јадам помалку благо, и донесуваме цврста одлука, почнуваме со силна волја, а одлуката и волјата се сместени во свесниот ум. И кога ќе дојде понеделник вечер, сите наши планови пропаѓаат или најмногу, еве да речеме, до среда. Таа наша цврста волја пропаѓа. Зошто? Затоа што подсвеста мисли дека ние ако земеме парче торта, дека не заштитува. И ние свесно знаеме дека ако не јадеме торта нема да умреме, меѓутоа подсвеста иде во таа крајност да мисли дека ако не го изедам ова парче торта, нешто лошо ќе ми се случи. Ќе зборуваме малку подетално за тоа, затоа што во секоја борба подсвеста ќе победи. Ова само сега како пример за храна го земаме, меѓутоа секоја одлука која што ќе донесете, доколку во подсвеста ни ви инсталирано верување кој што ќе подкрепи таа одлука, џабе планирате дека од понеделник ќе отидете на теретана, од понеделник ќе ги откажете цигарите или што и да е. Доколку, како што кажав, подсвеста тоа не го прифати како факт и почне да работи за тоа. Како се менуваат и подсвесните уверувања, ќе зборуваме во продолжение. Меѓутоа, кога сме веќе кај хипноза, јас верувам дека и музиката многу делува на тоа. Јас верувам дека, например, јас се зимам не само за книги, туку нели кога слушаме музика, ние сме веќе во некој друг свет, меѓутоа и музичарите мислам дека се постојано хипнотизирани кога настапуваат на фестивали, на концерти, затоа што тоа им е толку веќе секој дневие. Што го слушам ова, дури во себе си си размислувам, па види ние ондак и ние и публиката ондак е повеќе хипнотизирана од колку. Вие не хипнотизирате нас. Занесени сме во вашата музика. Значи, која моќ ја имаат музичарите, Игор? Да. Да, види вака, мислам,
општо е познато дека и музичарите и кога настапуваме на некој јавен настап, без разлика дали пред огромна публика или помала публика, треба да, јас знам, ето народски кажам, ние тогаш сме во друг филм. Така речено. Со други зборови, да. Со други збор. Ние сме во друг свет. Размислувате нешто за време на настапот? Да, Се исклучуваат, можеби, не знам. Точно, Како би го сватила. мораш да размислуваш позитивно, мораш да размислуваш убаво, мораш да размислуваш што ти сакаш да постигнеш на тој настап, дали е концерт или каков и да е. Мораш да размислуваш кога сме во студио. Мораш да размислуваш ти што сакаш да постигнеш за да едноставно излезе тоа. И на крај главната слика се гледа во тоа што сме го сработиле. Посебно ето да се надоврзаме кога твориме музика. Лично мене убаво ми е, ако е таа некоја хипноза, мене ми е убаво кога е така. Да, тоа ме смирува. Ме смирува општо мојата работа, ме смирува ова дружење заедно со вас пред камери, воопшто не ме нити растревожува, не можам да кажам дека немам трема. Имам некоја желба да ја наречам, али мене тоа ме смирува ако е таа некоја хипноза. Па да, инспирацијата е сместена во подсвеста, значи инспирацијата и твојата креативност и значи нашата креативност е сместена во подсвеста. Сите ја имаме, само некои поумешно влегуваат во неа, а некои се поповрзани со интуицијата и креативноста, некои се поповрзани со рационалното размислување. Затоа ли велат дека секој од нас е креативен, меѓутоа не секој или има потенцијал за нешто, меѓутоа не секој го искористува сето тоа затоа што можеби не знае како да се поврзе со себе, кога викаат конектирај се со себе. Дали е тоа конекција со нашиот подсвесен можеби? Да. Па некои луѓе се повеќе поврзани со свесниот ум, значи рационалното размислување, логика, стратегија, критичкото размислување, а некои луѓе, како што рековме, се покреативни и кај нив поактивна е подсвеста. Подсвеста, и века Игор е подсвеста. Да. Сигурно, дали си логичар, вака да прашаме во животот? Сум логичар, добро, али кога се работи за нашата професионална гледна страна, повеќе сум, можам да кажам дека сум магионичар. Да. Па така, јас не верувам во логика, јас верувам во магија. Од ништо да правиш, да направиш нешто, да. Затоа што ти мораш да го пренесеш тоа чувство сигурно кое што го имаш во себе. Не може да му е на публиката убаво ако не е на убаво. Тоа е факт докажан. Се чувствува, значи, ако има Сум го пробувал тоа на кратки минутки некогаш на јавни настапи, сум го пробувал и гледам јас дека одма функционира кога се пренесе успешно. Многу не осеќаат нас публиката, не чувствува како размислуваме, едноставно. Дури некогаш мислам дека може публикава да ме осетит која е следна песна, од што толку ми ја читат мислава или јас нив. Види убава трансакција на енергија. Фреквенции, да. Значи ти зрачиш со таква фреквенција, со таква енергија и публиката тоа го впива. Често пати луѓе на настапи каде што одиме и нормално кога ќе се створите на убава атмосфера и ќе заврши сето тоа со вау, со аплаузи, со фала и некои луѓе што не биле во сето тоа, дали организатори, дали на некој начин помагале сето тоа да се одржи или случи, вика ќе дојде кај мене лично и вика што му правите? Што му правиш ти на луѓето? Јас му кажам ништо не му правам, тоа е едноставно Божја дарба и ништо друго. Браво. И да уживаш во неа и да ја користиш максимално за добро, не само твое, туку и за општо добро. Да, тоа е наша цел и мисија, да. Ете така. Да го користиме за добро. И за убаво расположение кај луѓето, крај крајва музиката е тоа, да не направи се чувствуваме подобро. Точно музиката за расположението, али нашата мисија не е само тоа. Нашата мисија е да ги спојуваме луѓето, да се смеат, да се дружат, да се весели, радосни. Да, баш ми е драго што е така и продолжи само така Игор. Би сакала господинот Славчев, вака како највозрасен од нас да каже нешто за умот, за чувството. Да, за најискусен. Што имате вие да кажете на оваа тема? Вие имате страшно добра кариера позади вас, богата кариера. Еве, кажавме историчар, писател, новинар, истражувач, публицист. Значи, вие сте се поврзале со моките на вашиот подсвесен ум. Тоа е за мене предизвик. Умот е чудна работа. Така да не да човек кај му се спознаете до каде може да иде. Така е. За мене
е предизвик сите овие истражувачки работи и што наброивте овие не се професии, него едноставно хоби, затоа што јас сум по вокација историчар, професор по историја, немам врска ни со книжевност, ни со другото. А досега имам прилично добар опус. Првиот роман што е напишан од роднокраен автор од Делчево, мојот роман Македон, го имам туку, ми заборави да го ставам на маса. Има монографија напишана за Делчево, автор на неа, монографија за мојот труд, односно мојот опус на работа, 40 години повеќе во Домот на култура, од кои 4 мандата директор. Браво. Потоа, ова е трета монографија. Во перспектива, односно наредниот месец, се извинувам, малку проблеми со грлото имам. Се навршува 150 години од разлогичкото востание, прво востание во Македонија, кое што ќе биде републичка прослава, бидејќи се опаѓа 150 години од дигањето на разлогичкото востание и Пијанечка република, кое што е многу малку застапена во историографијата на Македонија. И ми останува негде до октомври месец да завршам монографијата за атентатот на Киро Глигоров, на председател. Тоа ли е следно? Господине Славчо, сега го гледам ова, извинете што ќе ве прекинам. Кога се случи, не знам, 20 и кусур години, јас колку плачев, еве сега го гледам и ми буди некои емоции кога загина председателот Борис Трајковски. Значи, многу трагичен ден беше тоа за мене. Јас бев дете тогаш. Не само за вас, тоа беше за цела Македонија. Да, за цела држава некако, многу трагично го за светската јавност. Мене ми посебно драго што испадна оваа монографија, капитално дело, досега не е направено во Македонија, кој го третира настанот од сите аспекти, и од јавност, од печатните медиуми, и од телевизиските медиуми, и од оригинални документи на двете комисии што работеа на истражување на случајот. Тоа се меѓународни комисии во Босна, дадени се во оригинал на српски јазик, со сите од точка до запирка, ништо не е менето, дадено е фактички две опции на читателот, да си прави сам заклучок, сам суд. Тоа сакав да ве прашам, што вие мислите дека се случило? Јас мислам, веќе го оформив за тоа што 2011 година во весникот Бизнис на господинот Панде Колемишевски, јавно му се заблагодарам, го објави овој фелтонот од прилично 5 страни, негде околу 10 страни на А4, и имаше и ефективно не беше толку популаризиран, затоа што Бизнис весникот е економски весник, не траеше многу долго и немаше многу голем број на тираж да може да биде толку популарен, односно да биде толку интересен за читачите. Ме интересира што вие мислите што се случило, ако смеете до некоја до негде да кажете, ако не сакате таа работа. Ја веќе изградих своје мислење. Ако имаше во фелтонот најавување индици, спекулации и така натаму, веќе со овие извештаите што ми ги даде господин Сотир Костов, колку главен извршител, односно истражител на настанот во Македонија, веќе имам оформен суд дека не се работи за никаква трагична несреќа со сплетна околности, него се работи за филмски режиран атентат со монструозна завршница. Кој организира такви работи, не знам, мене не ми се верува. Каков човек беше, крупен, висок, паметен, некоја енергија имаше во човекот, некоја харизма. Да, бев на други телевизии малку поопширен, тука веќе составот, односно вашата емисија е сосем друго, не може да идам во детали. Меѓутоа во извештајот има работи, прашања кои што не се одгатнати, има дилеми што не се расчистени. Иако има две комисии меѓународни во кои што учествувале македонски представници во овие комисии, така да наведуваат на заклучок дека не се работи за трагична несреќа, бидејќи ако се работи за сплетна околности, за паѓање кингерот, загинување и така натаму во оваа национална трагедија, че немало тие француски војници што биле во составот на СВОР да прават обструкции на настанот. Да, добро, да не одиме сега натака. Детали, меѓутоа од извештаите меѓу редови може да се чита што се случило и како се случило, да не биде. Дали сметате дека треба нова истрага да се отвори? Тоа е напишав во предговорот на оваа книга, односно на монографијата, така да тоа е
документарна истражувачка монографија со факти, докази, сведоштва. Ништо не сум апсолутно менувал, што се вика сите овие текстови од печатните, дневниот печат, неделниот печат од телевизиските портали, односно канали и портали. Тоа е се направено од даден оригинал, без никаков коментар. Ја имам таму направено на 12 страни мој предговор таму, каде се моје мислење за сите тие работи, ова е телеграфски наведени. Добро, кој што сака може да си ја купи, предпоставувам, оваа монографија? Да, може да купи веќе, испадна веќе пред 4 дена. Каде може да се купи, господине? Се уште не сум одлучил да видам прво како ќе биде со печатењето во кошери, бидејќи овие се екземплари примероци за телевизијата, за да може да промовирам. Ова наредната недела ќе имам сигурно. Па сигурно ќе се објавите на социјалните мрежи каде што сте активни. Да, ќе објавиме на социјалните мрежи и ќе најверојатно на други телевизии ќе настапувам, па ќе најавам од кај може да набават ова. А најверојатно ќе идам за да се пласира преку библиотеките, што е најсоодветно, затоа што има читатели цела Македонија. Секоја библиотека што најлесно да дојде човек до неа и да може да заземе свој суд, свој мислење, свој расудување према интелектуален капацитет. Мене нешто ме интересира, дали имаше некаква реакција од страна на органите надлежни, можеби од семејството Трајковски, имаше ли реакција? Предговорот напишев таму дека овие две комисии меѓународни не одгатна најбитните круцијални докази што се во оваа несреќа. Сега, уште во фелтонот 11 година најавив дека треба македонската јавност, истражните органи, полиција, обвинителство, службите и така натаму да завршат, односно да го осветлат овој настан, да не дојде, односно нон-стоп да биде спекулации што се случило, како се случило, народот реагира, а нема одговор на многу прашања што се случило со делегацијата државна и загинувањето на председателот и неговата придружба. Така да, после 11 година, кога беше објавен, се формира втората комисија. Јас се што беше ова? Тоа е мојата песна. Што, имате телефон? Да. Не ви е исклучен телефон, слободно ли се? Да. Па и македонска песна слушаш, Игор? Која е оваа песна? Оваа вие да не сте ја направили. Сега некој ве гледа на телевизија и ги звони. Опа! Ако весело, убаво петочка па со песна. Јас извинувам, тоа е моја песна, така да... Просто да оставите. Како ритон. Да оставите. Така да, после фелтонот се формира таа втора комисија. Првата комисија беше на некој Салко Бегич, воздухопловен генерал, втората беше на оваа комисија на доктор Омер Хулич, судски експерт, форезничар. И сега се надевам дека после оваа монографија ќе следува и третата истражна комисија. Да, апелирам и сега, ќе искористам моментот да апелирам до надлежните институции, полиција, обвинителство, влада и така натаму, што имаат обврска према македонската јавност и према светската јавност, до крај да се расветли случај, да не остане црно петно и да биде мистерија која што е веќе 22 години од... Да, 22 години така беше. Да, оваа монографија заборавив да кажам дека ја прави по повод 70 години од раѓањето на председателот Трајковски оваа година, на 22 години од несреќниот случај, односно атентатот и 15 години од мојот фелтон што објавен во Вестникот Бизнис. Добро, ќе продолжиме да разговараме за тоа. Јас би сакала да се вратиме, Елена, на тоа дека ако ние нашиот подсвесен ум не контролира 95%, еве да речеме, дека се задржиме на 95%, а свесниот 5%, тогаш како ние можеме да почнеме повеќе да искористуваме подсвеста за да ни ги врши оние позитивни работи кои што ни треба, например за позитивни промени во нашиот живот. Ако таја има моќта да го промени нашиот живот? Се пристапува лесно до подсвеста со хипнозата. Хипнозата е најлесниот начин? Да. Затоа што треба, за да влеземе во подсвеста, треба да го релаксираме нашиот критички ум. Значи, тој стои како некоја бариера пред нашата подсвест и не дозволува да влеземе така лесно во подсвеста. Да, затоа што е многу гласен, бучен, ние сме по цели денови, како е зборот се на англиски, ми да го кажам, distracted.
Ни е одвлечено вниманието. Ни е одвлечено вниманието. Многу тешко можеме да го смириме умот. Да. И затоа, значи, тој неговата функција е како бариера, меѓутоа ние со хипнозата со специфичен хипнотички јазик го релаксираме, го ставаме во позадина и потоа зависи од целта на промените кои што сакаме да ги постигнеме или од целите, тогаш користиме, значи, соодветен јазик кој што подсвеста пак ќе го прифати. Значи, умот, нели, имаме многу звучни мозочни бранови уствари, кои што нели функционираат на дали стишување или не знам сега тоа како функционира, не сум јас во тоа поле експерт да знам. Меѓутоа нели ги имаме оние бранови, алфа, бета, гама, тета, хипнозата на кои бранови најмногу функционира? Функционира на алфа и тета. Да. Така, значи вие во хипноза го спуштате од алфа во тета? Зависи на што се работи. Значи за некои цели не мора да бидеме толку длабоко влезени во хипноза. За некои, значи, подлабоко влегуваме, за некои не толку длабоко, значи зависи за што се работи. Зависи кој е проблемот на кој што се решава. Дали е опасно ако работиме на подсвесниот ум кој што го контролира нашиот живот, дали ние треба да имаме, не знам, доверба во хипнотерапевтот? Не знам, затоа што еве мене ми изгледа тоа дека чекај малку, некој ќе ми влезе во главата и сега некој може да ми контролира мене таму нешто што ако ми инсталира нешто што мене не ми одговара. Значи, никој не може да го контролира вашиот ум и никој не може да ви инсталира нешто што вие не сакате да го прифатите. Значи, подсвеста знае што сака да прифати и пред да се почне сесијата се разговара, значи, кои се целите, што сака да се постигне, што сакаме да се трансформира, меѓутоа не може никој да го контролира вашиот ум. И не може да останете заглавени во хипноза, не може некој да ви го да ја преземе контролата. Во секој момент во текот на сесијата можете да излезете од хипноза доколку сакате, да. Како изгледа практично тоа? Еве би се ако сакаш, еве сега Елена, може би се да ја хипнотизираме тука па да види. Да видиме на лице место. Како тоа изгледа? Па добро, сега не можеме, можеби во текот на емисијата можеби би можеле да го направиме тоа, затоа што треба да има некоја претходна подготовка. Се кажи си проблем што имаш тука, одма да спремаме. Листата со проблемите. Колку проблеми не може на еден да колку проблеми може да оди. Сето тоа, значи, се работи во строга доверлива атмосфера. Меѓутоа, еве доколку би направиле една кратка демонстрација, да видите колку колку е моќна сугестијата. Добра, Бисера. Ако може мене страх ме фаќа веќе од старт. Не се плашите, не е ништо страшно. Добро, треба ли да снимам тука нешто да правам? Се сме направила во живо, Елена, па и нека не хипнотизираат. Јас хипноза немам направено уште, тоа ми остана. Може. Добро, ако може да се наслониш на столот, рацете да ги ставиш во скутот, така нозата доле. И ако може сега да земеш, да вдишиш и издишиш 3 пати. Така, вдиши низ нос, издиши низ уста. Супер. Снимај. Добро. И сега ако може да најдеш некоја точка, некој предмет, некоја мала... Најде, добро. И сега можеш да се загледаш во неа. Зјапај во неа. Постојано фокусирај се на неа и можеби сега ќе почне да се изместува од фокус. Да. Тоа е во ред. И ќе избројам сега од 1 до 3, а кога ќе дојдам до 3, ќе ги затвориш очите. 1, 2, 3 и можеш да ги затвориш очите, одлично. И сега во твојот ум ќе можеш да ја замислиш таа точка што ја одбра, можеш да замислиш дека уште ја гледаш во твојот ум.
треба да отворам очи. Не, со затворени очи. Со затворени очи си замислуваш дека се уште ја гледаш таа точка. И сега, ако сега ќе те замолам да замислиш како држиш половина лимон во твојата рака, можеш и физички да ја мрднеш раката ако сакаш, ако ти е полесно. Добро. Сега замисли дека имаш еден половина жолт сочен лимон. И сега можеш да го доближиш лимонот до носот, до устата и можеш да го помирисаш и да го осетиш мирисот на лимонот. Само лимонот има таков мирис. И сега можеш да замислиш дека го ставаш тоа парче лимон во устата и го шмукаш тоа парче лимон, го цицаш сокот, капки лимон прскаат во твојата уста. И така, дали почна да се лачи плунка во твојата уста? Па не. Не, добро. На Бисера ништо не функционира, Елена, јас да ти кажам. Ти викај мижи, она гледа. Ти викај направи она друго. Ама ова треба вака прво, да, во ситуација кај што нема камера, нема луѓе, тоа не се прави така. Ова е само еден пример. Да. Меѓутоа јас не бев прво доволно фокусирана, значи луѓето околу мене каме тоа се прави во. Опушти се, релаксирај се, цела Македонија те гледа, голема работа. Значи, да, значи не значи дека не функционира, туку зависи се како и од условите и најважната дефиниција за хипнозата е дека е состојба на фокусирано внимание. Значи доволно е за некои луѓе само да помислат на лимон и веднаш. Па јас тоа, јас не знам она како него чувствува, јас мене ми се лачи плумката, вие како зборите, а ова се смее. Затоа што ти си опуштена. А ти не си опуштена. Ајде музика малку, ајде господине Славчо тука да се изнервира сега да Бисера хипнозата дека не. Јас мислев ќе не испрскат со лимонот. Ама мене почна да ми се лачи тоа што јас толку внимателно слушам. Да, значи битно е вниманието. Нема, треба тоа во тивка просторија, но ја сватив поентата, што значи дека ти не можеш да се опуштиш затоа што ти имаш во главата дека не можеш тука луѓето гледаат и не можеш да се опуштиш. А тоа ти го кажувам и јас. Не се прави Ја го немам тој проблем, требаше мене така да ми направат. Супер, да, значи ова вака функционира на овој начин, што значи хипнотерапевтот ве води. Да, значи прво го опуштаме и телото и свесниото и потоа со хипнотички јазик и изрази се опуштан или свесниот ум и потоа се инсталираат сите информации, нови навики кои што сакаме да ги да почнеме да ги применуваме од сега па натаму. Така, добро. Игор, ти лимонот го почувствува исто како и мене, тоа ни е дека ќе не испрскат. Да, добро. Бисерче е друга категорија она. Друга категорија, јас на друго место сум со мозокот. Концентрација треба. Да, он има сериозни проблеми. Да, јас тешко. Јас мислев се шегувам, не можеш мене така да ме дефокусираш лесно. Не можеш. Да, и па тоа е тоа, значи треба со работка, да, треба со работка. Треба со работка. Не може да ме хипнотизираат. Како не? Тоа може проблем да ти направи, значи не. Не може. Добро, Игор, сакам да те прашам затоа што еве тука сме при крајот на првиот дел, кога се зборевме ние на телефон ти ми кажа дека снимаш, значи претпоставам работиш на нова музика веќе, нешто кое што треба да излезе. Да, покрај тоа што излезе сега пред нецели 2 недели, на 14 февруари, поточно денот на виното и љубовта. Тогаш излезе новото видео за новата песна, која насловот го носи Ти, се вика Ти. Иначе автор на музиката сум јас, текстописец е Билјана Мартиновска, поздрав до неја, аранџер е Боби Мојсовски, поздрав и до него. Им благодарам за прекрасната соработка. И да, точно, сега овие денови назад, кога говоревме јас и ти, работам веќе и на нова песна и на ново видео. Ево и тоа да го најавиме. Значи турбо се работи секоја чест. Да, имам некоја таква, пак ќе ти напоменам, се е поврзано со својата волја и со тоа што на нас не исполнува. Точно го правиме првин и за публиката, али тоа не смирува и ни прави едно собствено задоволство првин, па после го споделуваме заедно со публиката. Работам на новата песна која ќе излезе многу наскоро, па ќе ја слушаме дали кај Дракче, дали кај нас, или пак ќе дојдеш. Обавезно, со вас ми е
Опуштено ти е така? Супер. Сега на рекламите, јас да најавам реклами, а Елена може да ни хипнотизира сите тука, ајде да не опреди во животот и да немаме проблеми. Ако задоцниме после, ако почнеме подоцна, да знаете дека сме под хипноза, одиме со реклами.